Почитувани, го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Како да се препознаат симптомите што упатуваат на потешкоти во детскиот развој? Што ако не оди се по планот? Доколку родителите се загрижени за развојот на своето дете или забележат необично однесување, стручните лица советуваат рана интервенција. Што точно представува раната интервенција во детството и на што се темели? Ке ни појасни дефектологот доктор Валентина Дуковска. Секојдневна и непрекината е борбата на родителите кои имаат дете со аутизам. Наречи се сите полиња. За нивните родителски предизвици разговараме со Христина Димковска, мајка на дете со аутизам. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. Се гледаме набрзо во студиото. За секојдневните предизвици со кои што се соочуваат родителите на деца со аутизам, разговараме денеска со Христина Димковска, мајка на дете со аутизам. Добре ни дојде во студиото на Телма. Благодарам на поканата. На самиот почеток на емисијата можете ли да не запознаете со вашата киркичка Дарија? Колку години има? Какво дете е? Дарија ќе полни 11, уште малку, веќе е девојка. Толку ја збориме, веќе не е малечка, веќе преоѓа на повертет, што викаме влага. Дарија ја добив, пред 11 години. Диагнозата ја добивме кога имаше веќе 3. Разликите и одстапките во развојот ги приметив уште на 2 години кај нејзе. Какви одстапки забележавте? Па првен говорењето, значи не почнавме со кажување нели зборчиња како секое дете, повторување. Некој не го напочна на англиски јазик, нели? Претежно кај нив сите почнуваат со англиски, полесен е пофоничен, Меѓутоа, оно почна со пеење на цели песни, значи дете од 2 години цели песни ги памтеше и можеше да ја испее од почеток до крај. И така некако почне незината комуникација со нас на тој начин, што знаевме дека е различно. Нетипично? Од дете кој нели први ни идеме со учење зборови, па стигаме до оној момент на цели реченици, пеење цели песни. Си ги имаше сите оние што ги викаат стереотипи по книга, нели, одење на прсти, предење во низа, фасцинација и заинтересираност со букви, со бројки, со бои, све што е на некој начин визуелно и стимулативно, што се вика. И колку време беше потребно за да ја добиете конечната диагноза? Талкавте или беа многу очигледни знаците? Па на почетокот, кога почнавме да се сомневаме дека нешто не е вака, секој ни викаше као не се секирајте, има време, ќе прозбори, се толерира, нели? Затоа што она вака физички и моторички беше спретна, немаше проблем. Се развиваше за годините нормално, вака физички све. Меѓутоа се гледаше одстапки во комуникацијата, со тоа си оди социјализацијата, нели? Дадовме време, што се вика, до 3 години, веќе 3 години кога наполни, веќе почнавме и по други места да се консултираме и да прашуваме, нели? Па не, диагнозата ја добивме брзо. И одма се почна, нели, со оние совети, вежби, дефектолози, логопеди. Па што треба да се менува, што детето не знае, па нели фокусот се става на тоа. Треба сега да смените начин на живот, дома како ова, нели рутини, навики. Све тоа оди. Кога ќе ја добиете диагнозата, комплетно животниот пат се менува. Мислам, треба онака, знаете дека све до вчера што сте знаеле, треба да избришете и почнувате од нула. Што значеше сето тоа на семено ниво? Што моравте да промените од тој момент? Многу работи. Значи, правиме мобет од све. Од навики, од начин комуникација меѓу себе, до рутини, до начин исхрана, све. Па она споделувањето, разговарањето со најблиските околу вас. Секој различно прифаќа, секој различно реагира и секој различно се носи со емотивната состојба, што се вика. Некој прифаќа побрзо, некој прифаќа малце потешко. Јас затоа секогаш викам рана интервенција,
потребна е раната интервенција, не треба секогаш да се вика оставете, има време, тоа мислам дека ни беше грешка што оставивме така што чекавме таа една година, меѓутоа не дека нешто многу смени, меѓутоа сепак кога ќе се почне порано е Резултатите се веројатно. Резултатите, видете, секој дете си работи на свое време. Јас секогаш тоа викам, не треба да ги форсираме, ако детето не е спремно, може ние да се превртиме, нема да го направи тоа. Значи се уште не е спремно. Треба секогаш да се водиме по детето. Тоа се вештини, вештини се градат со време и ние се уште учиме, јас се уште учам, јас не знам све да правам, нели? Што те интересира, го учиш, што ти е потребно, дали за на работа, дали за дома, дали нешто се сменило, учиме со тек на време. Така и со децата, секој работи во своето време и со свое време. Вештините се учат. Зборам за раната интервенција од смисла многу фокус повеќе се става на децата, а некако се забораваат родителите. Јас пред се ќе речам раната интервенција повеќе треба да се стави на почеток на родителите и да им се даде помош и поддршка тука, зашто родителите имаат најголемата улога во животот на тоа дете. Да, вела дека на почеток потребна е треба огромна ментална и физичка сила. Треба, затоа што треба тие од каде родители таа треба се да се црпи? соочат со многу реални прашања. Треба да ги прифатат тие реални прашања и треба да видат од сега натака како. Имате родители кои одбиваат. Секој од своји различни причини, никого не осудуваме. Како вие реагиравте? Па мене, искрено, јас веќе, ете, искуството што го имав претходно, јас работев со деца предшколска возраст, 10 години веќе. Имав некако таа педагошка позадина зад мене. Не ми беше чудно, јас си ги приметив промените, ми беше јасно. Не е лесно. Знаете дека све се минува и нели секој родител вика зашто баш моето. Меѓутоа, мене ми беше моментот во ред како може да ја олесниме, нели? Ајде да се фокусираме на она како може да ја олесниме, за она секојдневно да функционира со нас и со сите други околу нас. Така. Вашиот поранешен сопруг, новинарот Бојан Шашевски, пред неколку години на Фејсбук имаше една емотивна објава, едно потресно сведоштво за тоа како децата на игралиштето реагирале кон однесувањето на вашата ќерка. За статусот. Да, беше употребен, децата употребиле еден термин еден збор кој што секој родител би го погодил. Да, видете, деца се деца, јас секогаш викам, ние сме примери, децата учат од нас. Ние она што го сервираме како прифатено, како нормално, така и они тоа си го прифаќаат, нели? Пошто они учат од нас. И меѓу себе. И од други деца, нели, прифатени навики ова. Јас за статусот, ајде некако беше момент, Бојан во таква емотивна состојба импулсивно го... Јас не се сложив со статусот. Мислам на тој начин така да се знаете дека ќе ја следи. Јас не сакам такви работи, затоа што ние генерално до сега сме имале повеќе убави работи него такви непријатни работи, а непријатните се неизбежен дел од секојдневието. Ги имаме и ние ги имаат и нормално типичните деца што нормално се развиваат. Тоа препукување и смејавање меѓу себе. Треба да гледаме, мене со статусот нешто повише, осим пак доаѓа тој моментот се делиме ние вие. Но сепак во општеството постојат одредени предрасуди и стигматизација. Постојат, стигмата постои и ќе постои. Стигмата доаѓа од незнање, од игнорантност и од страв. Значи со едукација може сето тоа да се надмине? Па не само со едукација, и со, како да ви кажам, системот ги дава нормите. Нормите ја прават културата на однесување и нашиот менталитет, она што ние го прифаќаме како нормално. Ако системот секогаш на ранливите групи, ја знаеме дека така гледа на нас, ранлива група ја гледа како еден вид на послава. Така и ја третира, така и се однесува, така и прифатено. Многу има работи што се прифатени кај нас и што ги толерираме, а не треба да се толерираат. Не само од начин однесување према овие, не само од начин што им кажуваме. Секој поглед зборам. Има многу и стигма, и дискриминација, и сегрегација се случува, ама ќе има, не може да нема. И како изгледа сето ова во образовниот процес? Како вашата ќерка се вклопи во школскиот систем? Дарија, па убаво, во училиште убаво, мислам нека
Супер, децата мислам ја разбираат, немаат никаков проблем, дури има врсничка поддршка, си помагаат едни на други, помагаат незе, значи ја пазат, ја прифаќаат, си другаруваат со незе до оној нели колку она може да понуди. Ја разбираат она што не може плюс, нели. Главна улога тука има и наставничките што одвојат доста време кога беше на првичното, нели во прво оделение кога се запознава и тоа збореа што е другарување, што е пријателство и сите тие работи. Сакам да кажам, обрнаат доста внимание за децата да знаат дека таа функционира на различен начин и дека тоа е во ред и дека треба малку повеќе да имаат трпение и разбирање за нејзиното однесување никогаш. Не значи дека јас секогаш викам не треба све да се толерира. Се знае што може, што не може, нели, како за сите, така и за нејзе. Има асистент со неа? Да, си има образован асистент, со нејзе си е веќе од прво до сега. На почетокот вие одевте со неа на почетокот, да, пред да го добиеме асистентот кога беше имаше и сидевте на часот. Чека и идевме, аз 2 месеци скоро одев со незе. Си одев од Сабајла и ја бев образован асистент. Ја следевме наставничката што требаше да се учевме и мислам дека и тоа помогна многу за децата на почетокот, пошто некако подлогата, ајде, ја ставивме, пошто има многу прашања. И така учат деца, нели, зашто овака, зашто онака и некако тука мислам дека и многу тоа помогна што им објаснав за одредени работи, па им беше многу полесно да го разберат целиот тој момент. Така. А денеска има центар за функционална проценка. Да. Што овозможува тој всушност на родителите и на децата кои што се вклучени во Па МКФ е центар за функционална проценка, односно тука се проценува до кој степен детето може да функционира самостојно. Значи, дали му треба целосна поддршка, дали му треба само во образовниот дел поддршка или воопшто нема потреба, пример може да се функционира, нели сите оние хигиенски работи само си ги врши, образовниот дел може пример да го совлада само со некое минимално водство. Центарот за проценка тука све решават. Значи, одите и се гледа интересот на детето, на кое ниво е, на што треба да се обрне внимание, што треба да се работи со детето, ви даваат план и програма, че тоа е еден плюс кој ќе го има училиштето, за да знае по што да се води и да знае што треба да му овозможи на тоа дете, за да му се олесни, нели, функционирањето и да добие квалитетно образование како и другите. Така, во овој процес на инклузивност да биде што поефикасен. Кажете ми, дали сте од оние родители кои што постојано истражуваат што има ново во однос на третманите за аутизмот? Константно комуницирам јас и со надвори, со терапевти и со родители од други држави, од Балкан и зимате, делите искуства, прашуваат, има некои работи кај нас што ги нема во свет, ги има. Пример, ние сме толку аверзии имаме према технологијата и секогаш, пример, советуваме да се тргне во свет, ја користат како алатка за помош, голема и првична помош, пред се за невербалните деца. Вашата ќерка вербална е? Да, меѓутоа има проблем со функционалниот говор, бидејќи она е гешталт, што значи дека говорот го разбира и го прецепира на скроз друг начин. Они учат како скриптање и холалија претежно кај нив, бидејќи учат од цели фрази доаѓаат до збор. Јазикот скроз на друг начин го прецепираат и го доживуваат. Нив сите тие фрази и холалијата што имате поврзана со некоја емоција во даден момент и вие сега треба да знаете тоа со што го поврзува за да може да знаете зашто во моментот ви го комуницира. Да научите да комуницирате всушност. И тука иде друг начин на моделирање на говори, така аналитичкиот пристап. Ние исто сгрешивме, јас додека дознавам некои ствари. Тоа е моментот со аналитичкиот пристап беше само учеше нови зборови, меѓутоа функционалниот говор се уште се заостануваше на речениците и користење кога како
Она се уште се ја користеше и холалијата. А дали спроведувавте некои експериментални третмани или пак си уште пробувате или со одредени диети, суплементи, капки, кои што ветуваат дека ќе дадат резултат? Суплементи, да, мислам тоа суплементи си кој дете зима, нели по потреба и ова. Не сум изложувала на некои тешки терапии или нешто, не. Работевме доста на јас онлайн курсеви поминав, пошто немавме овде, немаме за сензорика, за не знам, за дефектолошки некои вежби, други некои такви, што можев да најдам онлайн. Без разлика од страници кај што имаше, посетив говор на тело учев. Цела она за невербалната комуникација и така работев. Првично се фокусирав со незе она учење на контролирање емоции, на себерегулација, бидејќи тие работи ако не им се под контрола и ова џабе све друго. Мислам, може утре да викаме дека треба нешто, кога учиме концентрацијата, фокусот. Многу е потежок и тука потешко ќе иде работата. Јас на тие работи првично се фокусирав на почеток. И мислам дека доста помогна еве сега во пубертет кога сме гледам, сама си прави вежби за дишење, знае сама сама знае кога се осеќа анксиозно или нешто да земе 5 минути пауза да се тргне, да. А има доволно стручни лица за аутизам кај нас? Кај нас имаме стручни лица, не дека немаме. Фалат одредени кадри, што во свет ги има, кај нас ги нема. Еве за сензорна интеграција сега почна, меѓутоа беа приморани да земаат онлайн плаќа по не знам колку приватно секој ако сакаше нешто за сензорна интеграција. Немаме окупациони терапевти што работат со деца со тие некои такви кадри, делови кај што ги немаме сите, меѓутоа имаме специјални едукатори, имаме. Така. Висока е стапката на разделби и разводи меѓу партнерите кои што имаат дете со нетипичен развој. Тешко ли е да се одржи бракот доколку детето бара постојана грижа и надзор? Па, да, обично се случува бидејќи родителите некако се оставени, знаете, као се осеќаат како сами да се оставени, буквално без разлика и поддршката некогаш, знаеш, некогаш луѓето и сакаат, ама не знаат како да помогнат. Меѓутоа, целото тоа да, си има све, си има тежина. Зголемена бројот, затоа викам, раната интервенција со родителите на почеток е доста битна, баш и од тие причини. Не секој се носи исто и не секој може да се носи исто. Секогаш едниот родител е по-цврст, другиот е малце по-тешко ги прифаќа одредените работи, нели? Дали е тоа поемотивно или не знам, не може да се соочи. Различни причини секој. Меѓутоа и општеството и околината не олеснуваат, а и немањето доволна поддршка и помош и тоа не олесно. Ние немаме групи за поддршка за родители кај нас. Ви организиравте онлайн такви? Имав, да, со мајки од Србија. Тоа беше побарање на мајки, мислам, да, сега малце правиме пауза, иначе беше побарање со мајки од Србија, бидејќи доста и со нив контактирам, комуницирам, мислам, јас секогаш сум отворена, може секој да ме праша и да ми пише и за совет и за насока, јас никогаш не сум одбила, секогаш. Со мајките беше супер, да, меѓутоа проблемот беше што онлайн, затоа што сме прво далеко, друго не секој може да си дозволи да го остави и да оди. Тоа сакам да кажам. Немаат услови и да нема место кај што може некој да го згрижи вашето дете саат-два, за да може вие да отидете негде нешто или ете имаат потреба како брачен пар, советувалиште или нешто, нема кој да го причува. Све се носи притисок тоа. Така, а исчезнуваат ли пријателите кога ќе сватат дека семејствата во кое што има дете со аутизам е соочено со многу поголеми предизвици отколку тие што можат да прифатат? Или роднините, пријателите, дали има тие своји теории што вие треба да направите како родител за состојбата на детето да биде подобра? Па секој со своето мислење, нели, секој е различен карактер. Ја што викам, ние животот не разделија, да ќе речем, секој со своите обврски. Меѓутоа, да, некогаш и самите родители од што го осеќаат тој притисок кога одат негде, знаете, тие самото тоа што знаете дека се двоите некогаш прави да се повлечете, што не треба така. Јас секогаш викам, не значи дека сте ако сте поранлива група, дека сте послаб играч. Така.
поранлива група, значи само посензитивна проблематика, ништо друго. Пријателите, тие што сакаат, ве разбираат, имаат време, се тука без разлика, детето е дете. Тоа е дел од вас. Оние другите кои може сакале, а не знаеле како да помогнат или едноставно тоа е животот ги влече на друга страна и не може толку внимание да обрнат, се тргаат. Некогаш и ние родителите сами се тргаме кога осеќаме дека негде сме како трн. Ајде, така си го викаме. Ама не треба тоа да ги обесхрабрува, бидејќи јас стикнав па доста пријатели на другово поле. Кај што се асоцирам и комуницирам со родители, што си наоѓаме средина и тука градиме нови пријателства, така да не треба да ги обесхрабрува, не треба да се срама да се осеќаат нешто ради нивното. Не, тоа е дете како и сите други деца. Размислувате ли за иднината? Што ќе биде кога вие нема да бидете тука? Нормално, како лицата со аутизам размислувам. ќе се вклопат во општеството? Имате ли некаков совет, Нормално некакво нека размислуваме, затоа излагам и зборам. Јас секогаш сум каде можам помогам, делам знаење или без разлика, или се борам, за да е нешто колку толку нешто кај што може да се влие, нели, за да е нешто плюс подобро и за да, пошто мора да се иде напред, мора да менуваме, мора да се инвестира. Ако се зголемува бројот, проблематиката нема да исчезне, тука е. Тоа значи само дека треба да се обрне повеќе внимание. За иднината, тоа не можем да го контролирам. Ја ќе размислувам, меѓутоа што само ќе ме носи грижи. Колку можам додека сум тука, да биде подобро, да се бориме за подобро утро. И сметам дека треба да се инвестира. Кога ќе стигнат веќе оној момент, полнолетство, натака, треба системот да размислува што со нив. Не можеш, значи, до кога ќе ги оставаме сами на себе или некој од семејството да го превземе да се грижи. Тоа е терет и за тој што после тоа дете, нели, дали е брат, дали е сестра, дали е... Че не е во ред, треба да се градат дневни центри. И за нив треба социализација. И они треба да има. Треба да се градат и домови. Како што има старачки домови, треба да има и за нив. Кај што овие што можат до негде сами да функционираат, зашто да не живеат заедно во некоја заедница. Тука ќе си градат и пријателства и све. Треба да се инволвираат и како работна сила. Че има толку професии кои може да ги тераат. Тоа е минимален некој труд што се бара. Секој може да го работи. Така. Зашто да не го работи? Треба системот само да има волја, да најде начин да се инвестира во тоа. А што може да се направи за да им се помогне на родителите? Требаат дневни центри за повозрастните, поготово требаат дневни центри. Јас сега имам поддршката од моите и од оводона. Старееме, нема да можеме. Нели јас ќе бидам постари, нема да можеме. Требаат дневни центри, треба да излезат да се социализира, треба и таму да може да ги учат одредени вештини. Треба да има места кај што ќе можеш да го оставиш, треба да има повеќе воншколски активности има во секој училиште, нема нигде нема тренер за деца со посебни потреби. Имате толку спортски центри, нема тренери што работат со деца со посебни потреби. Има одредени места и тоа се неколку пари ги носиме и се знаеме кои сме ако сакаме на некоја активност. Меѓутоа детето ако има интерес за фудбал, немате тренер кој може да го тренира, да го води фудбал. Така, треба длабоки суштински промени. Треба системски, ја затоа реков. Системот е најголемиот проблем. Системот ја дава нормата ја прави културата на однесување. Се е поврзано. Споменавте дека е многу важна раната интервенција, како за децата, така и за родителите. Во продолжение на емисијата токму ќе зборуваме на оваа тема. А јас ви благодарам што бевте дел од магазинот за родителство 0+ месеци и што ја споделивте вашата родителска приказна. Благодарам на поканата. Убав ден. Продолжуваме понатаму. За раната интервенција во детството денеска разговараме со Валентина Дуковска, доктор Валентина Дуковска, дефектолог, специјалист по рана интервенција во детството од Универзитетската клиника за детски болести. Добар ден и добре дојдовте во студиото на Телма. Благодарам, Марија, повторно за поканата и поздрав до вашите гледачи. Поимот рана интервенција во детството е релативно нов. Повеќето од нас слушнале за него, но не секогаш знаеме точно за што се работи. Па што е тоа рана интервенција во детството?
Така, Марија, поимот рана интервенција може би не е со ново потекло, меѓутоа со текот на годините се менуваат дефинициите и се менува она што е всушност суштината на раната интервенција. Кога ќе се каже рана интервенција, тоа е систем на обезбедени услуги колку може порано кога станува збор за доцнење во психомоторниот развој. Постојат повеќе дефиниции за тоа што е раната интервенција, меѓутоа ќе ја споменеме дефиницијата од Европската асоциација за специјално образование, која што вели дека раната интервенција е систем на обезбедени услуги за детето и семејството, насочени кон психомоторниот развој на детето со цел успешна инклузија како на детето, така и на семејството. Ако ја анализираме оваа дефиниција, ќе видиме дека се содржани трите клучни елементи на раната интервенција, а тоа е детето, семејството и пошироката општествена средина. Затоа велиме дека раната интервенција всушност е филозофија која што се потпира на концептот на динамичка интеракција меѓу детето, семејството и околината. На која возраст е најдобро да започне раната интервенција? И има ли некоја горна возрастна граница после која веќе оваа рана интервенција не би имала ефект? Развојниот концепт на раната интервенција започнува веднаш после раѓањето на новороденото и тоа во единиците за интензивна нега и терапија, преку трансферот во домашни услови, преку процесот на развојно следење кој што се одвива во текот на првите 3 години од животот. Постојат различни концепти за тоа до кога треба да трае процесот на рана интервенција, меѓутоа генерално е дека најмалку до крајот на 3-та година, оптимално до крајот на 5-та, односно 6-та година, односно периодот пред вклучување во училиште. Меѓутоа, современите модели на рана интервенција велат дека како дел од процесот на рана интервенција е исто така и трансферот на детето од Центарот за рана интервенција во воспитно-образовниот процес, што значи дека наставниците и сите останати стручни лица во училиштето треба да бидат запознаени со индивидуалните карактеристики на детето кое што користело услуги во некој од центрите за рана интервенција. А зошто се смета дека периодот од после раѓањето до 5-та, 6-та година, односно до почетокот на основното образование е идеален, оптимален за рана интервенција? Мозокот во текот на раниот развоен период се наоѓа во интензивен раст и развој. Овој развој секако дека е започнат уште интраутерино. Меѓутоа, во секоја секунда се создаваат милион нервни врски. Во овој период мозокот е највулнерабилен, меѓутоа во исто време има и најголема способност за адаптација, или како што ние често знаеме да кажеме, најголем е пластицитетот на мозокот. Пластичност на мозокот, а тоа всушност се однесува на способноста на мозокот за промена на центарот за одговорност врз функциите. Ние велиме дека психомоторниот развој се одвива низ развојни фази. Овие развојни фази се строго временски определени. Па велиме дека секое новородено има способност во одреден временски период да постигне одредена развојна способност. Но дали ова се случува само од себе? Ако донеодамна се мислеше дека психомоторниот развој е само генетски детерминиран и дека зависи од развојот на предодредени шеми на ниво на централниот нервен систем, денеска се повеќе се знае дека психомоторниот развој всушност е резултат на динамичка интеракција на голем број фактори, кои што се поврзани со детето, како што се генетските фактори, личните фактори на детето, расположението на детето, специфичните фактори во семејството, се до општествено-економската моќ и стабилност на пошироката општествена средина. Што значи дека раната интервенција во тој развоен период, дали се првите 3 или 5 години, не ја користи само способноста на мозокот за пластичност. Всушност, ги користи капацитетите на родителите и капацитетите на поширокото семејство, па велиме дека информациите мораат да ги имаат родителите
кои се карактеристиките на развојниот период во наредната фаза, за да можат да препознаат, да можат и да влијаат правилно да го стимулираат развојот кај своето дете и да постигнеме оптимален психомоторен развој. Кому е наменета раната интервенција, на која група на деца би им била препорачана за да имаат бенефит од неа? Раната интервенција се однесува на неколку групи на деца. Тука се пред се децата кои што се родени со фактор на ризик за можна појава на пречки во психомоторниот развој во раниот развоен период, а тоа се терминските деца со тешко раѓање, деца од близначка бременост, деца од инвитро фертилизација, деца со конгенитални малформации. Меѓутоа, една голема група тука се предвремено родените деца, за кои што знаеме дека во последните години се зголемува процентот на преживување. Меѓутоа се намалува родилната тежина и се намалува гестацијската возраст на преживување, што значи дека развојното следење на оваа група на новородени има многу голема важност како дел од процесот на рана интервенција. Втората група се деца кај кои што веќе знаеме дека ќе имаме отстапувања во психомоторниот развој, како што се деца со Даунов синдром, деца со сензорни оштетувања, како што се оштетувања на видот, оштетувања на слухот. Потоа се деца кај кои што веќе сме констатирале тешки отстапувања во психомоторниот развој, односно тоа се деца со пречки во развојот. И последната група се деца кај кои што имаме потенцијал да имаме уреден психомоторен развој, меѓутоа живеат во семејства кои што се под ризик. Тоа се сиромашни семејства, семејства кои што немаат достапност за квалитетна здравствена заштита, семејства каде што родителите употребуваат психоактивни супстанции, родители со тешки психијатриски заболувања. Има ефект раната интервенција кај децата со аутизам или пак со хиперактивност, оној синдром АДХД? Раната интервенција кај децата со аутизам треба да содржи специфични техники кои што треба да доведат до подобрување на вештините кај кои што веќе очекуваме дека би требало да има проблем, а тоа се вештините за комуникација, социјална интеракција и емоционална регулација. Што значи дека од услугите за рана интервенција очекуваме дека ќе има подобрување на вештините за комуникација, како вербалната, така и невербалната комуникација. Децата од аутистичниот спектар на нарушувања учат нови начини како да ги изразат своите потреби, како да стапат во комуникација со другите од социјалната средина. Раната интервенција треба да врши подобрување на социјалната интеракција, односно децата учат како да ги препознаваат знаците во социјалната средина и како да вклопуваат нови пријателства. Друго поле на кое треба да помогне раната интервенција, тоа е децата да научат како да се справат со агресијата, автоагресијата, стереотипното однесување, учат нови начини на изразување на своите емоции и нови начини на изразување на своите потреби. Кога сме веќе кај раната интервенција, треба да направи и подобрување на когнитивните способности, како што е внимание, меморија, решавање на проблеми, што значи дека децата ќе имаат полесен начин на усвојување на академските вештини. Меѓутоа, она што не треба да го заборавиме, тоа е кои се придобивките за семејството. Родителите релациите кои што се случуваат во рамките на семејството всушност имаат директно влијание врз психомоторниот развој на детето. Затоа родителите на децата со аутизам учат како да го препознаат проблемот, како да ги задоволат нивните потреби. Со тоа се намалува стресот, кој што велиме дека има директно влијание врз психомоторниот развој кај децата. За стресот и за негативните стимулации кои што едно дете може да ги добие во текот на развоен период, не само што има негативно влијание, туку истражувањата велат дека дури може да се промени и архитектурата на мозокот. А дали е потребно родителите да имаат конечна дијагноза за тоа што се случува со нивното дете пред да пристапат кон рана интервенција? Не, голема е вистината дека раната сензомоторна стимулација и раниот рехабилитационен третман не смеат да се одложуваат по трчањето по конечна дијагноза.
Многу често во пракса се случува преку проценката на развојните способности да констатираме отстапување во психомоторниот развој, дури и да нема никаков податок за болест. Бидејќи одредени состојби многу бавно и многу доцна ќе ја покажат целокупната своја клиничка слика, а ние со резултатите од проценката на развојните способности, заедно со резултатите од другите стручни лица, можеме да поставиме сомнение дека се работи за некаква состојба или болест. Сега како се прави таа проценка на развојните способности, доколку детето е помало од 1 година? Родителите тоа треба да го направат во домашни услови, во природната средина или пак во кабинетите кај стручните лица? Како тоа изгледа? Секоја рана интервенција велиме дека мора да почне со сеопфатна и стручна проценка, меѓутоа проценката никогаш не треба да представува цел сама за себе, туку мора да биде насочена кон процесот, затоа што велиме дека една од главните промени во современиот систем на раната интервенција е тоа дека главната цел на раната интервенција е всушност превенција, односно намалување на ризик факторите кои што може да доведат до пречки во психомоторниот развој или намалување, односно оптимализација на последиците во психомоторниот развој. Постојат два начина на спроведување на развојната проценка. Едниот начин е по пат на оптеретување, односно предизвикување на реакции кои што ние знаеме дека се соодветни за конкретниот развоен период. Меѓутоа, во тој период, стручното лице кое што ја спроведува развојната проценка мора да има широки познавања за тоа што е уреден развој и кои се можните отстапувања во конкретниот период. Или пак спроведување на развојна проценка со наблюдување на спонтано однесување кое што се спроведува во многу подолг временски период. Во наши услови, без разлика дали станува збор за спроведување на развојна проценка кај дете до 1 година, или станува збор за спроведување на проценка кај дете од поголема развојна возраст, развојната проценка се уште се спроведува во амбулантски услови, каде што имаме ограничен временски период на располагање. Што значи тоа? Колку време е тоа? Па, многу малку. Многу малку. А колку треба да има? Многу малку, меѓутоа сепак е доволно. Познато е дека преку играта го проценувате, како ги правите тие оптеретувања? Секоја возраст има свои норми кои што треба да се проценат за краток временски период кога станува збор за тестирање во амбулантски услови. Секако дека идеално би било кога развојната проценка, раната сензомоторна стимулација и раниот рехабилитационен третман би се спроведувале во домашни услови. Тоа би било идеално и кон таму уствари се стреми современиот систем на рана интервенција. И сега кога зборуваме, значи правите развојна проценка и проценувате дека на детето му е потребна рана интервенција. Што таа вклучува? Што се може да се прави во тој период кога детето ќе биде спроведено под некакви третмани, претпоставувам, така? Што ќе содржи раната интервенција зависи од индивидуалните потреби на детето, специфичните способности и можности со кои располага детето. Значи индивидуално, за секој дете е различно. Тоа што му одговарало на едно дете не значи кога ќе биде делотворник е друга? Не, раната интервенција се повеќе го напушта тој модел, дека еден модел на рана интервенција може да ги покрие потребите на едно дете, меѓутоа и потребите на едно семејство. Значи, секое дете и секое семејство имаат индивидуални потреби. Исто така и семејството има различни можности. Затоа, кога се прави проценка на развојните способности, добро е по пат на интервју да се направи проценка и за капацитетите со кои што располага семејството, кои се јаките страни на семејството, зборувам за потесното и поширокото семејство, сето тоа да се земе во предвид кога се прави планот и програмата за спроведување на ран рехабилитационен третман. Затоа и секаде стои реченицата дека главни партнери во спроведувањето на процесот на раната интервенција се всушност родителите. Значи во домашни услови исто така ќе треба да се работи. Да. Таму на каде што се стреми светот, тоа е познат термин, сигурно и на гледачите, семејно ориентирана рана интервенција. Во нашата држава постојат во изминативе години, нормално прво е потребна едукација и на стручниот профил кој што би го работел тоа.
потребно е и припрема на самиот систем, за да може да одговори на потребите на семејно ориентираната рана интервенција, меѓутоа еве да сме среќни дека и ние се движиме во некој позитивен правец во кој што истражувањата во светот велат дека тоа е вистинскиот модел за да ги даде оптималните резултати од спроведуваниот третман. Со кој интензитет треба да се спроведува раната интервенција? Тоа исто така ќе зависи од индивидуалните потреби на детето и зависи од проблемот на детето. Меѓутоа, учењето се случува низ повторување на секојдневни активности, низ рутини од секојдневниот живот и низ активности за кои детето е заинтересирано. А индикатори за заинтересираност се внимание и возбуда. Не значи дека ако сигурно дека има норми, колку пати неделно треба да биде и дефектолошкиот третман и логопедскиот третман. Меѓутоа не значи ако едно дете е покриено со третман во Центар за рана интервенција 7 пати во неделата, дека ќе бидат поголеми резултатите во подобрувањето на психомоторниот развој. Родителите, па и стручните лица треба да знаат дека сето тоа што е научено на час во некој центар за рана интервенција мора да се генерализира. Односно тоа што е научено на час мора да има практична примена. Мора детето и родителите тоа да може да го применат дома, да може да го применат во градинка, да може да го применат во некој забавен парк или во некоја друга социјална ситуација. Какви треба да бидат реалните очекувања на родителите од раната интервенција кај нивното дете? Какви резултати може да се забележат? Што говори вашето искуство? Психомоторниот развој представува синхронизиран тријас на моторно, емоционално и интелектуално созревање. Тоа значи дека тие меѓу себе делуваат еден врз друг, а во процесот на целокупното психомоторно делување представуваат една целина. Тоа значи дека ние резултатите од спроведениот ран рехабилитационен третман би ги очекувале во сите области од психомоторниот развој и би ги очекувале во целокупното функционирање на детето. Тука секогаш треба да ги имаме во предвид и придобивките кои што ќе ги добијат и родителите. Изјавата на едно семејство на дете со аутизам, кое што било дел од процесот на раната интервенција, вели: раната интервенција не само што го подобри квалитетот на животот на моето дете, туку го подобри квалитетот на животот на целото мое семејство. Ние научивме како да го препознаеме проблемот кај детето и со тоа станавме многу силни и рамноправни членови на тимот за рана интервенција. На интернет има море од информации, препораки што да се преземе доколку детето има некаква потешкотија во развојот. И не секогаш родителите можат од сето тоа да го издвојат она што е на вистина корисно и потребно за нивното дете. Кој е вашиот совет? Кому да се обратат доколку забележат некакви одстапки во развојот на детето? Доволно ли е самите да истражуваат и да применуваат нешто? Техничко-технолошкиот напредок и напредокот на информатичкиот систем носи позитивни резултати нели за целокупната популација, па дури и за децата, дури за родителите кои што имаат деца со пречки во развојот. Не можам да не споменам дека за дел од иновативните методи за рана интервенција ние стручните лица дознаваме од родителите. Меѓутоа во тоа море на информации, како што рековме, родителите често пати знаат да се изгубат и тоа за штета на подобрувањето на психомоторниот развој кај нивното дете. Секогаш кога пребаруваат информации, родителите треба да бидат сигурни дека тие информации мора да се научно докажани. Резултатите од спроведените методи мора да имаат научен доказ. Мора да се резултати кои што може да се проценат, затоа што рековме дека секоја рана интервенција започнува со сеопфатна проценка. Значи мора да имаат прво проценка на развојните способности пред започнување на третманот и мора да имаат периодични информации какво е напредувањето во психомоторниот развој во текот на спроведувањето на рехабилитациониот третман. И она што веќе го кажавме,
дали резултатите кои што ги добијат од специфично применетата метода се генерализираат, односно се практични за во секојдневниот живот. Не може наученото да остане научено само за на час. А кога веќе прашувате каде да се обратат, во нашиот систем се уште се семените, односно матичните лекари, се тие на кои што први би се обратиле родителите кога ќе се посомневаат за било какво доцнење во психомоторниот развој, а матичните педиатри ги имаат сите права да ги упатат родителите на повисоко ниво. За жал во нашата држава матичните лекари се уште немаат законска обврска за спроведување на генерален скрининг кај секое дете. Па токму заради тоа родителите може да се побараат да бидат упатени во некој центар кој што спроведува специјализирана проценка на развојните способности. Вие работите на Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Колку често доаѓаат родители со нивни деца да се направи проценка, потоа и да се спроведе рана интервенција кај нив? Така е. Секојдневно доаѓаат родители кои што имаат отстапување во психомоторниот развој. Не сите од нив ќе завршат како деца со пречки во развојот. Многу е подобро родителот да побара совет на време, бидејќи често пати станува збор само за забавен психомоторен развој. Многу лесно, со еден совет од стручно лице, со правилна насока, кои стимулации да се употребат дома, на наредната контрола можете да добиете дете со уреден психомоторен развој. И нешто што како стручни лица веројатно сите не радува, што се повеќе се намалува развојната граница кога родителите се свесни дека треба да побараат стручна помош за да слушнат што станува со психомоторниот развој кај нивното дете. Повеќе не чекаат како порано, да поминат 2-3 години па да видиме дали можеби ќе прозбори, ќе почне да се развива како останатите врсници слично. Да, надминати се тие за стереотипи. Тоа полека го надминуваме. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Верувам дека оваа содржина беше исклучително важна и корисна за нив. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на магазинот за родителство. Ви посакувам пријатен ден.